It's time for the program Oro Makedonsko, with the best music and news from Macedonia, with your host, Boško. Драги слушатели, добар ден. Вие сте на правата радиостаница и во право време ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Ви посакуваме пријатно расположение. Драги слушатели, уште во почеток на денешната програма ќе имаме излагање од црковен карактер, припремен од свештеникот при Македонската православна црква Свети Георги Кратовски, отец Горан Трпчевски. Отец Горан, повелете. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќа и сестри, слушатели на радиото Оро Македонско, еве и ова саботно попладне ве поздравуваме, ви посакуваме да имате убав и успешен ден. И денес, драги браќа и сестри, како и секоја сабота, ќе зборуваме за некои теми од нашиот духовен и црковен живот. Па така, драги браќа и сестри, во четвртокот, кој доаѓа на 28 август, по нов календар, го празнуваме и споменот на успението на Пресветата Богородица, мајка на нашиот Господ Исус Христос. Господ, кој што на Синај заповеда со петата заповед, почитувај го таткото и мајката своја, со својот пример покажа како треба да се почитува својата родителка. Кога висеше на крстот во Маки, се сети на неговата мајка и покажувајќи на апостолот Јован рече: жено, еве ти син. Потоа му рече на Јован: еве ти мајка. И така ја згрижи својата мајка и издивна. Јован имаше дом на Сион во Ерусалим, во кој што се насели и Богородица и остана да живее во него до крајот на нејзините денови на земјата. Со своите молитви, со благите совети, кротоста и трпеливоста, таа многу им помагаше на апостолите на нејзиниот син. Целото време до смртта главно го помина во Ерусалим, обиколувајќи ги често оние места што ја подсетуваа на големите настани и големите дела на нејзиниот син. Особено често, драги браќи и сестри, одеше на Голгота во Витлеем и на Леонската гора. Од нејзините подолги патувања се спомнува нејзината посета на светиот Игнатий Богоносец во Антиохија, посетата на светиот 4-дневен Лазар, епископот Кипарски, посетата на Света Гора, кој што ја самата ја благослови, и незиниот престој во Ефес со Свети Јован за време на големото гонење на христијаните во Ерусалим. На старост таа често му се молеше на Бога на Леонската гора, на местото на неговото вознесение, што порано да ја земе од овој свет. Еднаш и се јави архангелот Гаврил и објави дека по 3 дена ќе биде упокоена. Тогаш и даде една палмова гранка за да ја носат при незиниот гроб. Таа се врати дома со голема радост и посака во срцето уште еднаш да ги види сите Христови апостоли. Господ ја исполни оваа желба и сите апостоли, носени на облаци од ангелите, одеднаш се собраа во домот на Јован на Сион. Со голема радост таа ги виде светите апостоли, ги охрабри, ги посоветува и ги утеши. И по ова мирно го предаде својот дух на Бога, без никаква мака и телесна болест. Апостолите го зеда ударот со нејзиното тело, од кој што излегуваше благоухание, и во придружба на мноштво христијани го пренесоа во Гециманската градина, во гробницата на светите Јоаким и Ана. По Божја промисла поворката од злобните евреи ја заштолнуваше облак. Некој еврејски свештеник Антони се дофати со рацете до ударот со намера да го преврти, но во тој миг ангел Божи му ги отсече обете раце. Тогаш тој повика кон апостолите за помош, а откако објави дека поверува во Господ Исус Христос, беше исцелен. Апостолот Тома повторно попромишла Божја изостана,
за така да се открие една нова и преславна тајна за Пресвета Богородица. Третиот ден пристигне и тој и посака да го целива телото на Пресветата Владичица, но кога апостолите го отворија гробот, ја најдоа само плаштаницата, а телото не беше внатре. На вечер им се јави на апостолите самата Пресвета Богородица, обкружена со мноштво ангели, и им рече: радувајте се, ќе бидам со вас завек. На која радост и на која возраст се упокои Богородица, не се знае точно, но превладува мислењето дека на крајот од овоземниот живот имала повеќе од 60 години. Па така, драги браќи и сестри, ете и утре, но и во четврток, на празникот на Успение на Пресвета Богородица, да исполниме нашата црква Свети маченик Георги Кратовски, која се наоѓа на 12-та милја помеѓу Инстерн и Миделбелт, и да му принесеме молитви на Бога за наше телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Исто така, драги браќи и сестри, да ви информирам дека следната недела на 31 август нема да има света служба во нашата црква, затоа што на 31 август е токму датумот кога се одржува годишното собрание на нашата Македонска православна американско-канадска епархија. Оваа година тоа ќе биде во Колумбус, па така нашиот митрополит американско-канадски Методи во сослужение со архиепископот на Македонската православна црква господин Стефан ќе отслужат света архиерейска литургија токму во Колумбус, каде ќе присуствувам и јас како парохиски свештеник на оваа црква. Значи, имаме утре, недела, света служба, потоа имаме за Богородица, во четврток, за Успение на Пресвета Богородица, последната служба ние на 7 септември, во 13-та недела по 50-ница. Исто така, на 7 септември, драги браќи и сестри, како што кажав и минатиот пат, ќе биде и традиционалниот шаховски турнир во нашата црква, а ќе имаме и еден мал пикник пропратно со шаховскиот турнир. Значи, утре служба, во четврток за Успение служба на 28 август и следната служба е во 13-та недела по 50-ница на 7 септември, кога ќе биде и шаховскиот турнир, а ќе имаме воедно и пикник. Бог да ве благослови, нека е за многу години. Голема благодарност и Доро Македонско за остапениот простор. За здравје на својата фамилија, спонсор на излагањето црковен карактер е подпредседателката на управата Милица заедно со својот сопруг Васил Чулевски. Изразуваме благодарност и од името на нашата радиопрограма им посакуваме пријатно расположение и здравје во својата фамилија на Милица и Васил Чулевски.
Драги слушатели, следуваат вести директно од Македонија. Доколку изразувате желба да бидете бар еднаш годишно спонзори на вестите, телефонирајте ми на 810-335-5552. Следуваат вести со моите колешки Фиданка и Емилија. Туристичката сезона која е во полник, својот врв се чини го достигна викендот. Врие од гости Охрид преспа и дојден со туристи од земјава и светот. Со полни хотели, апартмани, плажи, чарши. Во Охрид, например, гости има од Австралија, Турција, Словенија, Србија, Холандија, Бугарија, Грција и други земји. Американскиот интернет сајт Travel Pulse објави репортажа и ранг листа на најатрактивните плоштади во светот. На таа листа плоштадот Македонија во Скопје е ставен на 5-то место, веднаш после Рим, Ница, Прага и Џорџија. На плоштадот во Скопје Travel Pulse ја истакнува фонтаната Александар Македонски, која доминира и пред која најмногу се сликаат туристите. Армијата на Република Македонија го прослави својот 22 роден ден во слободната суверена татковина, како силен гарант на безбедноста на државата. Се организира повеќе свечености, манифестации и изложба на воена опрема, која предизвика голем интерес кај посетителите. На средбите беше истакнато дека народот има огромна доверба во армијата и требаат повеќе пари за таа постојано да се реформира и модернизира. Централната свеченост за празникот на војската се одржа во Охрид, а почесната стрелба беше во касарната Илинден во Скопје. Делегации положија цвеќе на гробовите на писателите Борис Трајковски, Киро Глигоров и на генералот Михајло Апостолски, со почит за се што сторија при формирањето и напредокот на армијата. Началникот на генералштабот Горан Чокотевски на свеченото постројување нагласи дека очекува НАТО да разбере какво е чувството од неправдата кон припадниците на македонската армија заради предолгото чекање за влез во алијансата. По повод 18 август, денот на армијата, повеќе офицери добија нови чинови, меѓу кои една жена стана подполковник. Амбасадорката на Франција во нашава земја Лорен Соер вели дека требало да се постигнал напредок за конечното име на држава под капата на Обединетите нации. Според неја се разговарало за името, не за идентитетот. Дали со леснотија се даваат некои изјави за така чувствително прашање. Во 21. век барањето да се обезличиме да го смениме името и со тоа да тргне наопаку и со идентитетот е скандалозно. Во Охрид на семинарот за Александар Македонски, американски експерти кои го проучуваат делото на светскиот војсководец, повторија дека Александар не се сметал за грк, туку бил од Македонија, како што тоа го утврдели едни од најавторитетните и најзначајни историчари од антиката Плутарх и Аријан, рекоа американците тоа деновиве во Охрид. Брисел молчи и за бруката со грчките војници кои на вежба извикувале нацистички пароли, дека ќе им ја пиеле крвта на македонците. Затоа молчат од Брисел, а бараат добрососедство од нас и постојано се уценува Македонија. Затина ниту збор. Грција се спрте кон археологијата да бара корени. Имаше тефалење, па воздржаност изминативе денови по откривањето на една гробница во местото Амфиполи близу Серес во Егејска Македонија. Прво се пуштија еуфорично балони дека тоа била гробница на Александар Македонски, па потоа може би била на Роксана и синот, па на војник или на важна личност од времето на кралската династија. И одма почнаа да сеат магла дека ние не сме биле македонци, туку и редентисти, кои краделе име, и сме сакале да создадеме нова нација на македонците. Груби констатации и лаги трубат некои медиуми и екстремисти тамо. Не одмолча ниту нивниот премиер по посетата на Амфиполи, туку имаше непримерни и контрамакедонски изјави. Според добриот познавач на оваа сфера Паско Кузман, има претпоставки дека вечното почивалиште на Александар III Македонски е во јужниот дел на Република Македонија, кај старите пајонски гробишта, па и местото Амфиполи не е во Елада, туку е во Македонија. Да посетиме, во историјата е запишано и грчката држава со тој регион во Македонија завладеала во Балканските војни. Во 1912 година војската од Тесалија влегла во Македонија и Солун. Во 1913 во Серското женско училиште, каде имало до 250 луѓе, ги колеле со касапски ножеви. Според меѓународната тогашна Карнегиева комисија, само во делот на Егејска Македонија, окупирана од Грција, имало над 135.000 македонски бегалци. А во Охрид на возило од јужниот сосед со спрејмо било испишано МК is not Greece, ГР е еднакво на МК. На многу македонски возила во Грција со години наред им се чкртаат ознаките МК и ги посипуваат со бои и спреови, или им се вадат регистерските таблици. Па ете и македонците нешто не останаа покусо. А нашите од Албанија ќе бидат асимилирани од им ги укина власта сите општини освен Пустец. Упати апел до председателот на Републиката Нишани да не го потпишува законот за новата поделба.
нов скандал и своевидна војна на владиците за австралиските епархии. Таа војна деноиве пукна откако владиката Петар го ескомуницира од православната црква председателот на македонските заедници во Австралија Игор Аврамовски Александров. И тој доколку се обидел лажно да се представувал како верник, тогаш против него ќе се покренала постапка за фрлање анатема или проклетство на него. Тоа е одлуката која на 17 јулија донел епархискиот црковен суд на австралиско-новозеландската епархија на чело со владиката Петар. По ваквиот чин Игор Аврамовски се обратил до Светиот синод на Македонската православна црква, велејќи дека токму кога е процесот на разгледување на нацрт статутот за регистрирање на Македонската православна епархија за Австралија, се случува настанот. Затоа барало синодот одговор. Дали го смета ваквиот, како што вели, злонамерен и неканонски проглас на владиката Петар за негова екскомуникација за валиден? И дали тој има право да прави такви прогласи за било кој друг свештеник или активист од Македонската православна епархија? Реагираше и владиката Тимотеј, на кого му се доверени во надлежност црковните општини кои не се согласуваат со управувањето на Петар. Тимотеј вели дека црковните канони не може да се користат за лични пресметки. Значи не може владиката кој е надлежен за една епархија да отстранува верници од друга епархија и во црквата не може секој да прави оно што ќе му падне на ум, рече Тимотеј. Уследи реакција на реакцијата. Петар остро го нападна Тимотеј, велејќи дека неговото функционирање во Австралија било надвор од црковните канони и креатор на таа организација бил Игор Аврамовски, што и било причината за да биде екскомунициран. Синодот на МПЦ во септември ќе ја разгледа одлуката на Петар која е контра Игор. А во центарот на Скопје се гради црквата Свети Константин и Елена. Тоа ќе биде голем убав храм со највисока камбанарија во метрополата од 50 метри со крст од 7 метри и камбана тешка 8,5 тони. Инаку сега соборниот храм Свети Климент Охридски во главниот град има камбанарија од 45 метри со 3 звона. Завршува интернационалниот фестивал Охридско лето, кој се оценува како едно од најуспешните изданија. Од 12 јули па до сега настапија многу атрактивни домашни и светски уметници, ансамбли и театри. Многобројната публика ги наградуваше со долги аплаузи и враќање на бис. Во Струга на 21 август вечерта свечено ќе бидат отворени 53-тите струшки вечери на поезијата. Овој голем поетски спектакл и најстар од ваков вид во светот ќе почне пред домот на поезијата. Ќе се засади дрвце во чест на сегашниот добитник на Златниот венец, јужнокорејскиот поет Коун. Инаку годинава на струшките вечери на поезијата акцент ќе се стави на македонското творештво. Тоа ќе биде и можност за светска промоција на македонската култура. Во Струга од 21 до 26 август ќе дојдат поети од Австралија, Египет, Иран, Бразил, Јапонија, Америка, Норвешка, Турција, Словачка, Финска, Србија, Италија и така. Председателот на Република Албанија треба да донесе одлука дали ќе го потпише указот или законот за новата административно-територијална поделба и ќе го врати на повторно разгледување во парламентот. Во функција на донесување на одлуката, тој ќе оствари средба со представници на локалната власт во Албанија. Во соопштенијето од неговиот кабинет се наведува дека на средбата со представниците на локалната власт тема на разговорот ќе биде токму овој закон. Законот за територијална поделба беше изгласан со 88 гласови за, 1 против и 1 воздржан без присуство на опозицијата на 31 јули на последната седница на парламентот пред летните одмори. Со новата територијална поделба не се согласуваат македонците, грците, многу општини како и опозицијските демократи. Чекаме каков чекор ќе преземе председателот Нишани, потоа ќе побараме толкување од Уставниот суд, по што ќе предложиме со сите демократски средства вклучување и референдумско изјаснување, велат представниците на македонците во Албанија. Со идентичен став се и представниците на грчкото малцинство. Локалните власти од повеќе општини одржаа низа протести, а најавија и референдум, додека демократите најавија и масовни протести. Пред 4 дена Нишани во парламентот врати 3 закони за Високиот совет за правда, законот за полиција и за управен суд, кој пак за владата на премиерот Еди Рама се повеќе од значајни. Шефот на бугарската дипломатија во техничката влада на премиерот Георги Близнашки, Даниел Митов, изјави дека Скопје и Софија до завршувањето на парламентарните избори во Бугарија, што ќе се одржат на 5 октомври, ќе мора да почекаат со финализација на договорот за добрососедство. Се разбира, ние остануваме на ставот дека договорот за добрососедство со Македонија треба да биде потпишан. Тоа мене, а и вам ви е јасно, дека речиси и нема шанси да се случи во рамките на овие 3 месеци. Но ако продолжиме да разговараме без оглед дали тоа ќе го побара
македонската страна или ќе биде наша иницијатива, ќе придонесе да ја подготвиме рамката на договорот за идната влада, изјави Митов. Шефот на македонската дипломатија Никола Поповски пак во понеделникот во интервју за Дојче Веле исто така порача дека за окружувањето на договорот за добрососедство ќе мора да почека до формирање на нова бугарска влада. Архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан се воздржува од коментари за најновите состојби на австралискиот континент, одлуката на владиката Петар да го екскомуницира председателот на македонските црковни заедници Игор Аврамовски Александров. Поглаварот на МПЦ не сака ниту да ја коментира полемиката во јавноста меѓу двајцата администратори во Австралија, владиците господин Петар и господин Тимотеј. Завчера и владиката Тимотеј се повлече од медиумските препукувања со митрополитот Петар со став дека синодот во септември ќе го има последниот збор. Не сакам јавно да се расправаме со владиката Петар, моето мислење ќе го кажам на следната синодска седница. Таму ќе разгледаме целата ситуација, изјави митрополитот Тимотеј. Администраторот на дел од епархијата во Австралија, владиката Петар, пред неколку дена го обвини митрополитот Тимотеј дека застапува расколничка организација. Владиката Тимотеј може слободно да се каже дека е поглавар на една расколничка организација. Јас тоа го кажувам отворено и го подкрепувам, бидејќи Игор Александров е креаторот на таа расколничка организација, изјави владиката Петар. Ова изјава беше реакција на ставот на митрополитот Тимотеј дека владиката Петар ги користи каноните за лична пресметка. Целиот проблем настана откако владиката Петар донесе одлука за екскомуницирање или исклучување од православната црква на Игор Аврамовски Александров, председател на Асоциацијата на македонски црковни заедници во Австралија, која и припаѓа на црковната општина со која веќе 2 години управува владиката Тимотеј како представник на синодот на МПЦ. Поради годишните одмори, синодската седница се уште не е закажана, но се очекува таа да се одржи во првата половина од идниот месец. Тогаш се очекува владиците на чело с архиепископот господин Стефан да го кажат своето мислење за овој проблем. 3 дена по смртта на професионален војник на Арама на Република Македонија при смена на стражарско место, Генералштабот во вторникот испрати официјално соопштение до медиумите во кое се вели дека на 16 август на војникот при смена на стражарското место при качување во возило му се слошило, пошто бил пренесен во Детовската болница каде лекарите констатирале смрт. Во соопштението Генералштабот наведува дека починатиот професионален војник е примен на служба како здрав и способен за служба, што е утврдено преку систематскиот лекарски преглед. Но изминативе 2 дена во медиумите се шпекулираше за причините за доцнењето на официјалниот став на Арама за смртта на војникот. Откако веста беше објавена на одделни портали, дел од нив добиле најава за официјална информација, но по завршувањето на свеченоста по повод денот на армијата, 18 август, тоа предизвика реакција кај дел од медиумите дека информацијата се одложува. Порталот Либертас објави дека портпаролот на Генералштабот на Арама Мијче Ѓорговски бил дециден оти ни ресорниот министер ни началникот на Генералштабот немале намера да го прикриваат несреќниот случај, туку дека и покрај тоа што истрагата утврдила оти нема знаци на насилство, се чекале резултатите од обдукцијата. Поради двојното убиство што го потресе Вевчани, вевчанци започнаа граѓанска иницијатива за враќање на смртната казна за извршени најтешки облици на кривични дела. По собирањето на подписите, иницијативата ќе биде доставена до надлежните институции во Македонија, соопшти од кабинетот на градоначалникот на Вевчани Цветомир Угриновски. На седница на Советот на општина Вевчани беше донесена одлука тениското игралиште да го носи името Мати Ѓурчевски, а спортската сала Владо Попески. Мати и Владо беа пример за генерациите, со овој чекор Вевчани им се одолжува. Ова е признание за нивниот придонес во афирмацијата на Вевчани на спортски, културен и општествен план. Болката поради нивната трагична и прерана смрт е голема и ненадоместлива. На овој начин Мате и Владо ќе останат запаметени од заедницата, велат од општина Вевчани. Мате Ѓурчевски, 23 години, и Владо Попески, 43 години, беа убиени од поранешниот поштар Здравко Србаковски пред една недела во кафеаната пјаца, чиј собственик беше Владо Попески. Ги слушавте вестите од Македонија што за вас ги подготви Емилија Мисирлиевска. Почитувани слушатели, драги македонци, ве поздравувам до следното слушање. Спонзор на вестите, драги слушатели, е поранешниот председател на Свети Ѓорги Кратовски и моментален председател на Суд на честа Мендо Стојанов. Од името на нашата радиопрограма на господинот Мендо Стојанов им изразуваме голема благодарност што изрази желба да биде спонзор на вестите на Оро Македонско.
te lažo lična Jovano, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене, кој те лажо лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Драги слушатели, ево уште еднаш да ви речем добар ден од дрвниот град Охрид, каде што има многу активности што се случуваат во Охрид, во Македонија, во Струга, но најпрво да кажеме неколку активности што се случуваат во Детройт. Денес и утре, сабота и недела, 21-тиот македонски фестивал во организација на Македонската црква Света Богородица на своето црковно место. Се очекува илјадници народ да дојдат, затоа што ќе има богата програма, богата скара, најповеќе ќе има ова година американци, затоа што мирисот на убавата скара ги впленува нивните срца. Тоа е за денес и утре македонски фестивал. Сите сте добродојдени. Друштвото Кирил Пејчиновиќ од село Теарци и од Тушиште организираат пикник идната недела 31 август во паркот на Старо село на 26-та мајла се наоѓа источно од Норд Авеню со почеток 12 часот на пладне. 20 патронен банкет Црквата Света Богородица на 21 септембар го организира својот патронен празник, 40 годишен јубилеј, 40 години црквен живот во Детройт. Повеќе информација околу ова ќе имаме кога ќе дојдам во Детройт, ќе кажеме многу повеќе, но како што сум обавестен од владиката Јосиф, ќе биде гостин овде, заедно со неговото високо пресвещенство господин Методи. Секако него поглаварот се наоѓа во Америка, денес е во Колумбус, мината сабота, недела ќе биде во Колумбус и ќе биде богата програма и во Колумбус се организира 40 годишен јубилеј од Црковниот народен собор, петок, сабота и недела, 29:30 и 31 август во Колумбус, Охајо, значи се одржува 40 црковен собор. Еве сега да се вратиме и во Охрид, што се случува во Охрид. Најпрво да кажам, во Охрид 20 август организирал опрославна вечер во Стара Чешма, во хотелот Стара Чешма, каде што председател на 41-те љубански страднички средби ми додали плакета во присуство на многу гости. Што се случува денес? Денес имаме неколку активности во Детройт, не се извинувам, во Охрид. Се одржува фолк-фест, охридски трубадури, кои започнаа во четвртокот, петокот и денес, сабота, со убави песни. Во четвртокот се одржа фолк-фест, сношти беше поп-фест, а денес е интернационална програма. Меѓутоа, за тоа ќе зборува повеќе еден мој колега, Слободан Стојановски Собе, кој е уметнички директор. Собе, можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за Охридски трубадури фестивалот? Благодарам што ми дозволите, господин Бошко Пелисарски, да се обратам на нашите граѓани во иностранство. Охридски трубадури се држува 21 година во Македонија, со 3 вечери. Фактички имаме фолк, поп и интернационален фестивал. Тоа е доста исцрпувачка работа, али ние имаме голема желба и нашите луѓе, нашите сонародници сегде во светот да не видат во древното Охрид. Тука сакаме да одржиме, да биде овој фестивал и да биде вечите овој фестивал. Собе, дали можеш да ни кажеш на Фолк Фест во четвртокот, кој беше добитник? На Фолк Фест добитник беше Скопски боеми, али благодарихи пак на еден ваш сограđanin, кој што пак на Бошко Пелисарски, кој беше последен, кој што требаше да гласа во жири комисијата, и неговите бодови одлучија да бидат Скопски боеми на прво место, што ние многу
си израдувавме и му благодариме уште еднаш на него. На поп вечерта кој беше прво место? На поп вечерта беше Риса Самарджиев, се извинувам јас на зборувањето. Тој е еден познат наш македонски пеач, кој често ги освои првите награди, али е еден од најдобрите пеачи во Македонија. Благодарам. Вечерва ќе настапат околу 15 странски пеачи. Може да ни кажеш од кои држави? Може. Вечерва ќе настапат околу 15 и тоа од цела бивша Југославија, значи сите републики, веќе тоа се држави, вие знаете, а воедно од Бугарија, Албанија и Грција. Значи, ова година имаме голема част Република Русија да учествува во нашиот фестивал, кој што денеска бевме на ручек и они не обеќа дека секоја година многу радо ќе идат на овој фестивал и ќе испраќат едни од познатите поп или фолк пеачи на руски јазик. Благодарам. Фолкфест Охридски трибатури се пренесува на можеби 10-11 национални телевизиски екрани, меѓу кои се? Видете, јас не би сакал поединечно секој да го нагласам, али јас знам точно, бидејќи овде евиденцијата, мислам да не видам многу дугачок, знам дека сите национални, од овие кои што се телевизии, најаките национални телевизии од Србија, од Хрватска, од Црна Гора, од Турција, Бугарија и сите околни места, директно со најаките нивни ТВ преноси ќе бидат директно пренесени и нормално мислам дека ќе извршиме една многу јака, како да ви кажам, агитација на македонството, на македонскиот јазик, на македонската песна и нормално на Охрид. Може да одиш собе да се слуша сега на интернет. Тоа беше на уште најер. Тоа беше, драги слушатели, Слободан Становски Чобе, мој колега, одличен глас има и изразуваме желба да му се заблагодариме и да му честитаме на директорот на Охридски трубадури, господин Григор Копров, кој става многу се од себе си за овој фестивал. Други активности во текот на оваа недела се Стурските вечери на поезијата, каде што бе присутен на отварањето. Вечерва во Света Софија ќе биде специјално читање за јужнокорејскиот добитник на Златниот венец, а утре на Мостови ќе му се додели тој Златен венец. Охридскиот маратон е се уште во да проверам. Девојчино, дали Охридскиот маратон заврши? Нема, не е уште завршено, не знаеме кои се добие, учествуваат од многу земји. И на крајот да кажам дека во Црната хроника во Охрид имаше двојно убиство. Значи, двојно убиство имаше деновиве. И ќе предам на една жална вест, но изоставив да кажам дека 28 август Голема Богородица е голем празник на сите оние кои прославуваат овој празник, им го честитам празникот, а специјално среќен роден ден сакам да му речем на мојот внук Майкл. Майкл, happy birthday од дедо Бошко, среќен happy роден ден. И на крајот имаме една жална вест. На 89 годишна возраст почина уште еден љубанец, Петре Стефановски Џајковски. Неговото тело ќе биде изложено утре недела од 3 до 9 часот навечер во Менџук Funeral Hall, кој се наоѓа на 18 мајла и Рајон Род. Бог да го прости и нека му е лесна земјата. Останаа да жалат супругата Софија, синовите Васил и Рузвелт, сната Викторија, 4 внучиња и 3 браќа Равко, Славе и Борис, сите со своите фамилии. Од името на Оро Македонско, на фамилијата Стефановски и Џајковски, им изразуваме длабоко сочувство за загубата на вашиот сопруг, татко, дедо и брат Петре Стефановски Џајковски. Джеймс,
Колку блиску е телефонот, толку блиску е стариот крај ако патувате преку Аксима Травел на телефон 1-800 929 4662. Не треба да одите нигде преку телефон, ќе направите вашата резервација, а за ден-два ќе го добиете билетот за патување. Уште денес телефонирайте на 1-800 929 4662. Аксима Травел со своето 24 годишно искуство ви стои на располагање да патувате од Детройт било и каде, а од Чикаго билетот се далеку поевтин. Стотина патници од Детройт ќе ви потврдат за ефтино, удобно и брзо патување. Уште денес телефонирате до Аксима Травел на телефон 1-800 929 4662. За да имате убави заби и здрава насмевка, јас, Марија, ви го препорачувам доктор Велко Димович, лоциран на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс, или тоа е 2 до 3 блока источно од Вен Дајк на 15 милја. Доктор Велко Димович работи брзо, квалитетно и со многу поволни цени и за оние кои немаат здравствено осигурување. Можете слободно да се обратите на македонски и на српски јазик. Јавете се веднаш да закажете со доктор Велко Димович на 586 979 6060 586 979 6060, кој се наоѓа на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс или 2 до 3 блока источно на 15 милја од Вен Дајк. Без разлика колку пари правите, треба да платите такса кон државата. Вие не оспорувате дека нема да платите, но да платите оноку колку што захтева законот. Потребно ви е професионална личност, букипер, односно книговодител, кој ги познава законите. Човек кај кој можете да му се доверите, а тоа се нашенците македонци Бувчани, Там и Калин Беов на телефон 248 351 1818. Вашата лична инкамтекс или за вашиот бизнис телефонирате на 248 351 1818 или навратите кај Бојко Менеджмент на адреса 29688 Телеграф соба 200 во Саутвил. На македонски јазик доверејте и за вашата инкамтекс. Зо
Brown Bun Bakery, ресторанџи. Купувајте ги банците од Brown Bun Bakery, зашто ние, вашите муштерии, ќе бидеме позадоволни со вкусот на месениот леп од Brown Bun Bakery. Оваа пекара имаат наши луѓе. Истата се наоѓа на 4817 West Vernon Highway во Детройт. А телефонот е 313-554-4294. Евелин и Майк ви посакуваат пријатно попладне. All World Import and Export. Самото име зборува дека се бави со увоз на продукти од Македонија, како што е познато скопско пиво, ајвар, сирене, кашкавал, граф, кисела вода, ракија и друго. Моментално го имаат најпознатото и најубавото вино Бовин. Собствениците на оваа компанија All World Import и Export се нашите сонародници од Колумбус, Охајо, Маријан и Јосиф, а нивниот телефон за повеќе информација е 674-592-1369. Го повторувам телефонот 674-592-1369. Една пословица гласи: кога во една куќа на трпеза има бело сирење, таа фамилија се смета за домакинска, а посебно кога на трпезата домакинката гостите ги послуши со AAA Feta Cheese, која македонска компанија ја има македонската фамилија Коста и Лена Станови од Торонто. Кога ќе пазарите во продавниците, кажејте им да донесат бело сирење од AAA Feta Cheese од Торонто, а телефонот е 905-678-7053. Македонското вино многу поубаво се пие со вкусот на македонското сирење од AAA Feta Cheese од Торонто. Телефон 905-678-7053. Коста и Лена Станови ве поздравуваат и ви пожелуваат пријатно неделно попладне. Оро македонско. За родендени и мендени, за сите пригоди и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ке ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ке нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Atco USA. Самата послуга Atco USA е во собственост на Звонко и Бети Тедовски, кои по повод 10 години од своето постоење имаат намаление на многу продукти. Ако направите промет до $100, вие добивате попус од 10%. Во Atco USA ги имаат сите деликатесни продукти: сирење, масленки, шарпланински кашкавал, тетовско графче, кочански ориз, багета, многу врсти сладки како што се тулуми, баклави, торти по порачка, секој ден тазе бурек, кебаб и сушено месо, колбасици и друго. Вие треба само да појдите и да се уверите во богатата роба што ја имаат. Овде има и брашно Five Roses. Atco USA отворени се 7 дена, а се наоѓаат на Шејнер и 22 мајла во Шелби Тауншип. Телефонот е 586-739-6690. Atco USA отворени се 7 дена и се наоѓаат на Шејнер и 22 мајла во Шелби Тауншип. Телефон 586-739-6690. Stana sonce od postela i na moите prozori stigna i ги otvori, a na moите savesi spleti ukrasi. Krevko srce zatreperi, site tenoj ki to broji,
последниот, доаѓа детениот, сада чукне на порта да ме побара. Силата на љубовта секогаш ме водела, на помош ми беа сите ангели, в душа светеа, пат ми метеа, срце крепеа, за да издржа. Силата на љубовта секогаш ме водела, на помош ми беше верба голема, верба во љубовта, верба во судбина, верба во утрина, за нас двајцата. Стана сонце од постела и на моите прозори стигна и ги отвори, а на моите завеси сплети украси. Око мое огледало, колку ноќи не си преспано. Драги слушатели, ја слушате македонската радио програма Оро Македонско. Royalty House, сала со капацитет од 100, 200, 500 илјада души за веритби, крштавки, шаор, свадби или било какви моменти би стои на располагање Royalty House. Вкусна храна, ниска цена, а голема комоција, побарајте ја Royalty House. Royalty House се наоѓа на 8201 источна 13 мајла, само еден блок источно од Вендек. Телефонот е 586 264 8400. За недела има специјална цена ако спомните Оро Македонско. Royalty House на 13 мајла и Вендек. Телефонот е 586 264 8400. На Дат Парк и 70-та милја се наоѓа италијанската продавница Ventimiglia Italian Food Center. Најубави деликатесни производи во оваа италијанска продавница. Воедно можете да се испробате среќата, играјќи лото. Ventimiglia Italian Food Center. Ова продавница, драги слушатели, се наоѓа на Дач Парк, само еден блок северно од 15-та мајла. Ventimiglia Food Center. Драги слушатели, размислувате како најудобно, најбрзо и најефтино да патувате за Македонија или на било кој дел на светот. Се прашувате каде е најубаво да одите на годишен одмор? На крстарење, во Австралија, Париз, Лондон, Москва или по Медитеранското море? Одговорот ќе го најдете кај Mediterranean Travel на телефон 773 609 8001. На телефон любезно ќе ве пречека Тони кој зборува македонски. Вие спремете вашата кредитна карта и само за половина час ќе ви направи резервација за Стари крај или било каде сакате да патувате. Да се уверите во нивната професионална работа, отворете нивната веб страница www.mediterranean.us или на македонски www.mediterranean.com.mk. Mediterranean Travel 773 609 8001 со канцеларија во Чикаго, а имаат свое представништво во Скопје и Штип. Само за неколку сати преку имейл или со пошта вие ќе добиете вашата резервација. Уште денес телефонирате 773 609 8001. Тони зборува македонски. Our dedicated Orthodox garden.
As the only cemetery in southeastern Michigan to offer a dedicated Orthodox section, we ensure that all graves face east and that candle boxes are permitted throughout the year. While pre-planning is not a subject you may think about daily, we encourage families to make arrangements prior to need. This can relieve your loved ones, spouses, children, and other family members from the burden of making final burial decisions during a very sad and stressful time. With pre-planning, the payment plan can be handled in advance, ensuring further peace of mind. You can pick out a space near family and church members, friends from back home, or neighbors if you plan ahead. Mention this ad, and for a limited time, I'll help you with your purchase by discounting 10% off all pre-need property. Remember, come visit our Orthodox garden at Guardian Angel Cemetery in Rochester and consider pre-planning now for peace of mind. Call me, Joy Jewell, at 248-601-4188 today to learn more. That's 248-601-4188. Or visit us online at www.guardianangelcemetery.com. Što me podigna, zrak od sončev sila nebesna. Odam ja so Boži mirno dušava, da se pomolam pred ikona. Daj mi Bože radost, solza iskrena, misla dobra, zdravlje, svetlina. Ovoljen so tebe, da dopomina, da ne se odkaža. Život te samo kratok, pa iz vremeto, nekoj odi sporo, drugi pobrzo. Ljubov ta je ta koja nas ne brzuva, kako svetlina, kako misla duhovna. Život te samo kratok, pa iz vremeto, nekoj odi sporo, drugi pobrzo. Ljubov ta je ta koja nas ne brzuva, kako svetlina, kako misla duhovna. Соба, драги слушатели, нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. До слушање до идната сабота на иста радиостаница и во исто време. За сите информации, јавете ми се во секое време на телефон 810 335 5552. Ви посакуваме пријатно расположение.